Веќе неколку години наназад и во Македонија се следи трендот распродажби во продавниците за Black Friday или Црн петок. Оваа практика е прифатена од Соединетите Американски држави, кои на 4-тиот четврток во ноември го слават Денот на благодарноста, пошто следниот ден традиционално е почеток на божичната сезона на шопинг. Трговците нудат големи попусти на Црн петок и тој концепт го прифаќаат многумина кои сакаат добри сделки. И компанијата Форма Нова го следи трендот на Црн петок. Форма Нова секогаш е во чекор со светските трендови. Веќе неколку години наназад практикуваме да го донесеме Black Friday и кај нас. Постои голем интерес кај луѓето за овој ден, бидејќи тие заштедуваат, а ние остваруваме двојна заработка, за разлика од секојдневната продажба. Во тој повод нудиме големи попусти до 45%, кои кај нас ќе трае цела недела, од 21 ноември до 1 декември. Предновогодишната еуфорија дополнително е појачена со јубилејниот роден ден на Форма Нова, односно 10 години постоење на нашата компанија. Сето ова е резултат од досегашното искуство, по многу анализи и разгледувања во деловното обкружување на секторот за стратешко планирање и развојна политика, кој во Форма Нова се состои од етаблирани професионалци, се донесоа многобројни измени во работењето, меѓу кои двојно зголемување на деловниот изложбен простор во Тетово, со двојно поголем изложен асортиман, така што со полно право можам да кажам дека Форма Нова не е само бренд. До сега велев дека е бренд, а од сега велам дека е институција. Во неја ќе ги најдете вашите најубави домашни амбиенти, квалитет, а за возврат добивате преполовени цени. Престојните домашни веселби, слави, новогодишни празници зачинете ги со мебелот од Форма Нова, ве очекуваме. Со напомена дека кај нас Black Friday трае цела недела. Инаку во светот црниот петок е многу популарен. Луѓето трошат големи суми за пазарување. Често се случуваат стампеда при влегувањето во трговските објекти, при што чести се и помали повреди меѓу купувачите. Обично како резултат на тоа што се туркаат, но понекогаш се случувале и посериозни повреди во потрагата по ефтин производ.